Слушате Еден на еден. Вечерашни гости, судиската двојка Ѓорги Начевски, Славе Николов и Антонија Гиговска. Денеска 8 март, нашата екипа за секој 8 март прави истражување. Ги прашуваме познатите македонци што им даваат на своите поубави половини. Така да еве вечерта нели е тука, веќе подароците се дадени и еве ги одговорите. Значи што и дадовте на сопругата или на поубавата половина денеска за 8 март. Христијан Мицкоски кажа: па не бев сигурен дали да ја давам подарок, ако собере 63 пратеници, ќе пробам да направам нешто околу тоа. Не знам. Прво пратеници, па ќе видиме. Ќе видиме. Заев рече и дал тегла ајвар, бидејќи немало ништо посладко од ајвар во март. Груевски, како стигнавме до Груевски, само Бог знае. Тој кажа ќе сготви еден гулаш, но со оглед на тоа дека е многу далеко од сопругата, веројатно ќе го јаде. Мислам гулашот. Сам ќе го јаде. Миленко кажа дека на Мирка ќе и поклони гостување во емисија. Ама тој е голем джентлмен, не знам дали знаете, така што не подарува само за 8 март. Мислам, тоа се гледа од останатите 320 гостувања што и ги дава во годината. Се сеќавате на Саше Политико? Не. Како не ти е срам? Што не следише страда? Саша Политико кажа: дечки, интересно, ама кај нас дома сопругата е таа што дава подароци. Лани ми даде ќотек, годинава ќе видиме. А ево го омилениот селебрити на Гуру Харе. На прашањето што ќе подарите на сопругата за 8 март, Васко Ефтов одговори: годинава за подарок ќе оставам да се доискаже. Јован Јованов кажа дека на поубавата половина нема ништо да ја даде овој 8 март. Тој ни одговори, цитирам: не сум рудар злато јас да пронедам, не сум пилот кај неа да полетам, не сум сликар гола да ја нацртам. А бога ми немам ни дозвола со кола да ја повозам. Владко Ѓорчев, тој кажа дека на сопругата ќе и подари појадок во спална. Појадок во дневна. Ќе и подари и појадок во кујната. Ќе појадуваме и во детска. Ќе појадуваме на поткровје. Во шпајзот ќе јадеме. 2:1. Ќе јадеме во дворот. Ќе јадеме во ресторан. Ќе јадеме во тоалетот. Инаку се подготвуваат избори. И според сите параметри, нели, многу ќе биде важно и за СДСМ и за ВМРО да направат коалиција со некоја партија, да направат влада. Прв избор им ја Али Ахмети, како и секоја година. Па ние замисливме како би звучело тоа ако Заев и Мицкоски пробаат да го шармираат Ахмети, ама со песна. И си рековме која би била најчудна песна или некој најчуден пејач со некоја песна, и рековме ај тоа да биде песна од Ристо Самарџиев. Например, значи како би го шармирале Заев и Мицкоски, Али Ахмети со песна од Ристо Самарџиев. Дај некоја од Ристо. Ајде некоја од Ристо. Харе, спремен си? Прво Заев, па после Мицкоски. Може. Цел ден скролам Инстаграм и се исто кој лани, само празно е во владата. Нема бука ни галама, дури јадев ја салама, реков ке ти јавам вечерва. Во глава мотам 2-3 шали да се пее без банали, и сам знаеш дека вака не било. Па мамна 2-3 чаја за јас да смирам глава, ако сака нека не валја. Али, кушни ме. Само не убивај ме. Али, важен си за се. И тоа што сакам цензус, јас во влада, бра. Сега Мицкоски. Ме
гледаш, мина многу време, цела партија ми дреме, тоа не е важно толку сега. Го бирам, тој што не е села, фотелјата е врела, Исус гунета, ма така треба. Ти за следниот твој чекор најди добар филм, некој само викни ме да гледаме. Ке ти шепнам, јас те дуа, че ти купим 300 чуда, само дај да коалицираме. Али, гушни ме. Само не убивај ме. Али, важен си за се. И тоа што сакам цензус, јас во влада, брете. Малку познат факт, by the way. Оригиналот на песната, мислам на Ристо, се викаше А ти. Значи фактички пее А ти. И во таа песна гитарата е на нашиот гуру Харе. Аплауз за истоимениот, вемо. Мислам, пријатно сеќавање. Ми разбуди песна, веќе имам заборавено. Па негде 96-7 година. Wow. Тоа беше кај Зеко во студиото, Кокан Димушевски имаше таква идеја песнава да звучи како напијана забава, нели? Баш. И Пошто ќе така звучи почнува као, ајде ритам, ајде оно и некако чекај во една Да, соба да, сте тука да, сите. да. Много добро. Добра песна. Ристо Самарџиев, поздрав, те поздравуваме. Дечки, утре е нов работен ден, за да се разбудите перфектно, треба да имате добра ноќ. Затоа е тука Good Nature чајот за добра ноќ. Завршете го денот правилно, Good Nature чај за добра ноќ. Пред да влезат гостите имаме време за еден глуп виц. Значи си биле две шишиња, едното се скршило, другото пукнало од смење. За овој глуп виц, дами и господа, ни беа потребни само 3 секунди, што е многу помалку од 4500 години кога ги изградиле пирамидите во Гиза, што е па многу помалку од, внимавајте добро, 1 милион години колку што треба да исчезне едно стаклено шише во земјата. Затоа ве молам, селектирајте отпад, фрлајте пластика во пластика, хартија во хартија и стакло во стакло. Користете ги отпадните канти на пакомак, правилно и паметно, за добро на сите. Ви благодарам. Време е сега за нашите гости. Инаку, нашите гости имавме чест да ги гледаме на финалето на Европското првенство во ракомет. Сега нормално игра Хрватска против Шпанија и кои се тие македонци што биле таму, но како што добро знаете, тоа беа нашите судии, нашите најдобри судии, Ѓорги Начевски, Славе Николов. Финале, тоа вака ако треба да ставиме као прво, второ место на некои најважни надпревари кај што сте суделе. Финале ќе биде валјда прво. Дефинитивно така? прво, да. А кои се други некои такви моменти кај што ви било онакад малце трема, страф? Значи трема страф немало нигде. Нема? Да не се лажеме. По многу години на искуство се на судење. Да. Јас судам од 94-та, 95-та. Машал, од Ристо Самарџиев Од која Ристо пеел Самарџиев, песната. Да, така му доаѓа. Така му доаѓа, да. А Славе суди од 92-та, така да тоа... Уште Машал. подам. Уште пред Ристо Самарџиев. Сепак нормално, ова е тежок напор, така и треба веројатно и посебна психичка подготовка како да му се пристапи. Не е обичен надпревар од лига, нели било што. И веројатно малце и стравот е поголем. Пример, пред надпреварот, спиете како бебиња или знае така да не ве фаќа сон? Никогаш не спиеме. Значи, обично спијат овие што се германци и шпанци, значи они имаат трема, они спијат од трема. Добро. Да, значи еден ден пред тоа не разговараат со никој, не комуницираат, се концентрираат. Карантини, чуда, медитира. Ако веруваш ние кога ќе дојдеме на утакмица, до утакмица не ни размислувам на надпреварат. Кога ќе свирнеме, тога се концентрираш. Максимално. Тоа е професионализам или не? Мора да е професионализам, бидејќи не се стигнува така лесно до таму, но она што мене малце и ме не знам, изнервира, може е прав збор. Сега луѓето што го судат финалето, не сте повикани да судите квалификации за Олимписки игри. Сега ќе ти ја кажам. Сега ова е тука, поважно да ме квалификации за Олимпијада е поважно од финале европско? Не. Сега ќе ти кажам што е работата таму. Значи главниот на сите судии на свет е шпанец.
А ја и Славе Господин судија. Господин судија, иначе има суденост у времето на татко ми и од тогаш најверојатно така. има некој антагонизам. Маријан Начевски. Драган, извини. Маријан Нечичко, нема Да, добро, да. Исто. А сега ја Славе судевме 2016 за квалификации за Рио. Судевме и машки и женски квалификации. За жал, за среќа или несреќа, судевме и на Шпанија, каде што после 40 години не се квалификуваа на Олимпијада. А исто ние го судевме тој А ние исто го судевме и тој направо. Значи и сега ова што се случи со Хрватска и оваква вие бевте значи таму и таму, Ние така? бевме и Таму таму. беше последна секунда, досудивме пенал и 2 минути, тоа одлучи Шпанија Чисти. после 40 години да не оди на Но Олимпијада. поеве се го свој европско. Да, ама валјда човекот памти од тогаш. Има некој злопамтил. Значи, така за некои да речам така патетични работи, Дури смешни за луѓе, Да, што и разбира. во спортов се случува дури и на таква голема сцена како што е Олимпијади и Дури и слично. повеќе него што изгледа. Али Да, тоа е очигледно се гледа дека е директно против нас, пошто не може некој второразредни суди од цел свет нема да логика. судат олимписки игри, а ние да не бидеме финалисти на европско првенство. нема логика. Што е врв у ракомето. Апсолутно. Добро, али назад на ова поважна работа. Се имаше на финалето, нели 59-та минута, знаат сите што го следеле, се случи моментов каде што Карачич направи чекори, така? За игра тешкото. Тешко да еве го Ситното беше. Еве го, моментот и тука вие судите чекори и верувам дека веднаш реакцијата од публикава, тоест од хрвативе, не е баш некоја си многу добра реакција, така? А Лино е таму. Со Лино препоставувам се знаете многу Го добро. знаеме пациентот многу добро. Дека со години. И автоматски знаеме човекот чим нешто се буни, знаеме си прави алиби сега за квалификациите. И све што следува ви е јасно, а? Све ни е јасно. Чека, а нема онака мала доза на страфот типот на леле што се деси, фала Богу да беа чекори. Знаеш, бидејќи вие одлучувате у У милисекунда. секунда, тоа стално ние го правиме. Ние треба да одлучиме у милисекунда, а некој го гледа 5 пати Уште на 100 пати, репетиција, да. уште 100 пати и пак не може да го долова тој момент. Како се носите со тоа? Ова е малце као суперхуман, онака надчовечка способност. Имаше многу убав напис, не знам дали го прочита у Балкан Хандбал. Добро, што е еден од Што непознатите е портали за тоа. непознатите и Така е? тука на Балканов и во свет. Треба да има што вика по шпански кохонес, за тоа да го така. да не видиме, нели? Да, ама јасно Да, е. нели? јасно е. Мислам, сигурно не зборуваме за... Не знам, треба да... Еколошки. Би кохонес, би кохонес. Си бара, само да го направиш. Со Лино претходно некоја така интересна Многу ситуации има и со Лино и со Вујо, нели толку време заедно. Ај чисто да се подсетиме на некои такви, може? Па со Лино Низ има, годините? доаѓаме една утакмица, И тоа пријателска. пријателска, не знам ни каква, Со Неважно. Веспрем, со Веспрем. И туку доаѓа автокоманда и беше, да. вика, Металург Веспрем. да, вика, знаеш што? Што викам, не знам. Вика, многу добар пријател сум, вика, со председателов, у тоа време беше генерален секретар, а тогаш беше главен на Европа, сега пак е главен, ама ко председател. Добро. И вика, ако не судите за мене, вика, ќе му се јавам, викам, одма викам да му се јавиш уште пријателска? У пријателската. А Мамбелинове? Лино. И судиме против Веспрем и се знае дека нели нормално на пријателска, што и да го исклучиш и да му досудиш, нема некој голем ефект. И го слушаме, а нас ни кажуваат наши пријатели у публика, вика им кажува, вика тргнете, вика на судиите не може сите да ви исклучи. А добро, Да, не е толку тоа е малце перфиден. психолошка игра од опасно. типот, знаеш, он може би ја користи пријателскава За за да си наметне наметне, нешто така. за важни некои работи. Исто имавме Што е опасен. куп, судевме во Охрид, значи иста ситуација, вика намерно тайм-аут и тогаш само што го избра за селектор на македонската репрезентација и ми приоѓа мене и вика, не чеш никад више судити, каже, јас сам близак со свима, не чеш никад судити. Викам, ти само води твоју екипу и не се кире. Зборено е со Заев, нема Да, време. да. А тоа време знаем, тука и со правда. Ново од креаторите на Бикутан. По продукција на Алкалоид. Од септември првача. Не знам дали е спремно. Оги, умно растеме заедно. Kids Vids во аптеките близу вас. Скенирај ја секоја фискална сметка, учествувај во наградната игра Мој ДДВ моја награда и добивај вредни награди од 1000, 2000, 3000, 100.000 и 3 милиони денари. Скенирај и добивај. Секоја фискална сметка е важна. Мој ДДВ моја награда.
Вкусовите се нешто за кое не се разговара. Но ние само за тоа разговараме. Користиме најдобри состојки и најдобра технологија. Постојано сме во потрага по совршена комбинација на свежо тесто и највкусен крем. Кој е твојот омилен вкус? Бусто, твојот омилен круасан. Ново и единствено македонско пиво со 100% јачменав слад. Златен даб, класик. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Ево го Столе, тој е одличен малски играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćно движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Лазерски третмани за свежина која трае. Најмоќните, најбезбедните и најдобрите се во ординација доктор Анчевски. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија. По сите карактеристики. И оваа година бидете дел од неверојатната наградна игра на Елит Кафе. Погледни во кесичката на твоето омилено кафе и очекувај една од наградите да биде твоја. 55 награди од 10.000 денари, телевизори, велосипеди, електрични тротинети, микробранови, електрични гезвиња и над 5000 други вредни награди. На здравје кафе со Елит Кафе. Ние сме дел од вашето секојдневие, грижејќи се се да оди лесно, за да може да се посветите на работите кои вас ве прават среќни. Дел од традицијата, дел од семејството. Корење. Ново од креаторите на Бикутан. По продукција на Алкалоид. Од први ке тргне во градинка, само да не почне да се разбогува. Арчи, за подобар имунитет. Kids Vits во аптеките близу вас. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Баш спомнавме, значи, за твојот татко, Начевски и Начевски беа легендарно дуо студиско, па и дури градов не е полн со графити. Со графити, да. Поише од Лјупчи од Бранко ги има. Бога ми, а во исто време бе. Во исто време, да. Не се нешто премногу така за фалење, значи не викаат Начевски,
прекрасен човек. Нешто друго пишуваат. Тоа од кај се? Од времето на Вардар Металург од времето на старите Вардар Вардар ватростална и од времето на Вардар кога играше во Лига шампиони. Така. Пошто татко ми е сега председател на сите судии на Европа веќе 8 години. И они честито, видиш какво достигнување. Епа тоа е трагедија што не ни знае некој дека имаме таква висока спортска функција. А каде ја обавува? Мислам, кај му е да речем како... Тука иначе Виена е главното седиште. Тоа е како хаб, некој ЕХФ. Како некој ЕХФ, да. И они мислат дека по дефолт треба да судиш, нели, за нас. Иако гледаме, нели, у последно време, нашите екипи, кој никогаш до сега имале некоја благонаклоност кон нас, така, судиите, што не се случило претходно. И да речеме, пример, како млад човек, нели, сега, аспирираш да бидеш нешто, да тргаш по стапките, така што се вели судија. Не те е тоа одвратило во некој момент да речеш, бе, шо ке ми е вакво, знаеш, ваква притисок од јавност да ме пишуваат по графити, човече? Значи, нормално, во многу моменти имаш и такви позитивни и негативни искуства. Меѓутоа, нас тоа веќе не е ништо ново. Веќе све е видено, така да тоа ја што викам, што велам, што не може да уништи, може да направи само поет. Тоа не е као адреналин. Да, ти дава мотивација, те храни. Ама добро, треба одредено искуство да се помине, да се набилда, за да си доволно спремен за да почнеш да го користиш како гориво. После 30 години судење, мислам дека имавме 2 сезони поред каде што 13 утакмици имавме 14 инциденти тука во Македонија. И сето тоа да го издржиш, треба да бидеш многу психички јак, нели, за да продолжиш понатаму. Некој друг што е психолабилен, сте судели во многу лиги, така? Во лиги, се државни. И се тоа како функционира? Ве викаат како надворешно, иако не сте од земјата. Да, неутрални. Сме суделе у Тунис 4 години поред финале на туниско првенство, туниски куп. Најважната утакмица, значи во Тунис. Најважната утакмица во Тунис. Такво навијање нема никај нас. Сериозно? Најсериозно. Па нели викаат како кај нас било не знам, значи, жестоко. У Африка е дефинитивно број 1. Зошто? Ај опишете малку сега ќе ти опишам една атмосфера там. Менталитетот е скроз. Сега имаше квалификации во Тунис за Олимпијада, мислам, или не знам што. Не беа квалификации, Афричко првенство. Афричко првенство. Финален надпревар, да. Државни. Судеа шпанци. Исто судеа на Европското првенство во првата фаза и си отидоа после да судат таму. Значи, за финалниот надпревар беа нападнати од публика и бега како мали деца. Им влага... Сега морам да ти објаснам за да ти биде да ти доловам таму како е. Првата година кога отидовме да судиме, бевме релативно млади и доаѓаме таму, летуваме во Тунис и не чека Сеат Хасан Ефендич. Тогаш им беше селектор на туниска... Босанец некој? Не, он е србин со босанско потекло, меѓутоа Балканец. Да, легенда во југословенскиот ракомет во тоа време. Доаѓа, жена му е германка. И не гледа нас, вика, вие ќе судите оваа утакмица? Се гледаме, ја викам, па ние ќе судиме. Вие ќе судите случајно. Почна се смее жената. Добро, викам, што е работа. Го прашувам татко ми, они имаат судено веќе еднаш таму. Како ќе биде, вика, ќе видиш. Добро, викам, што е работа. И 5 дена не кријат. Ние, ако се игра во Тунизија, ние не кријат во Хамамет, пример. Па има таму претење, па провокации, па изнудување, па... Многу сериозно си го сваќаат ракометов луѓе. Премногу сериозно. И сега доаѓаме за да ти скратам, ама ќе се навратам пак на тоа. Пред утакмица доаѓаме 5000 полицајци на коњи, со кучиња, со калашникови. Влегуваме во сала, 500 обезбедување приватно внатре. Ако кај нас има еден делегат, таму имаш 5 делегати. Добро. Имаш 3 пати 2 минути на публика. Едната страна е црвено-бела, другата е бело-црвена. Чекай, да даеш на публика 2 минути. 3 пати 2 минути. Прекинува и прекинува утакмицата. Готово, нема утакмица, добива службено тој што е гостин. Другата екипа. И слушај, значи за време на утакмицата имаш ти телевизиска екипа, снима за цело време и интервју прави на клупа. Што се случува кога случуваме? Со тренер си збори. На голманот му иде дека напаѓа тоа. Абе не, чекај, сериозно искачат камера и музеј изјава сред утакмица. И му ги пред утакмица им ги проверуваат ноктите. Викам, што? Епа се кола. Се греба? Епа нека слуша столе. Ака треба. Да види како. А добро? И слушај, заврши првата година, веќе не се смееше жена му на човекот, вика озбилни сте биле вие. А што демек мислиш дека ќе подклекнете врз? Па не само што ќе подклекнеме, таму имали многу у тоа време постари и поискусни суди од нас што јаделе ќутек. А јадат ќутек константно. И сега доаѓаме финале на куп после 2 години.
доаѓаме таму, а веќе сите не знаат, у Хамамет има еден ресторан Македонија отворено, еден шабан од Гостивар, нема кој не го знае, Свит Македонија се. Има отворено и продавница, све со македонски. Све со македонски реквизити. И вика сите избегавме, вика сите идат во Европа, ја избегав од Европа, у Африка да отворам ресторан Македонија. Сите у Швајцарија вика бегаат, ја да Свит Македонија. И доаѓаме на утакмицата, да ти ја скратам, значи таму има навијање. Значи не се слуша таква атмосфера, не се слуша ништо. 3-4 илјади, колку? Ма повеќе. Какви 3-4 повеќе? 7-8 илјади сигурно на секој надпревар. И доаѓа 7 секунди до крај. Иде топката центар, бек крило. Ама од што е таква заглушувачка атмосфера, крилото прави престап, дава гол. Славе му свири престап. Голманот не гледа, голманот гледа, си ја зима топката, овие се радуваат едните. Овие мислат гол. Мислат гол. А чекај, ти свираш, ама никој не слуша. Они се радуваат. И слушај, ја зима голманот топката, фрла од другата страна, дава гол, овие веќе искочени. Голманот искочи. И овие дават гол, овие се радуваат. А ја гледам дека времето поминато, викам нема гол, нема гол. Сите арапи на славе. Значи сите од прв до последен на славе. И како што бега сега шпанците, така ние бегавме таа. Со трчање, а тоа? Слушај, трчање, фрлање, тоа арапите викам бегај. Како бегаме, таква тепачка настанува. Фрлаат бубњеви, тапани, дрва, камења, и камења има таму. Добро, некој не ги прегледува луѓе пред да влезат. Општа тепачка и ние влагаме у соблекувалната железна врата. Па мава едно сат и пол по вратата, сигурно мава. Сат и пол. У тој момент што пишуваш него жено те сакам. Нешто пак и доаѓа еден од федерација, доаѓа се моли на Аллах. Викам валјда не умре некој мајко. И Слави ме гледа и вика готово, вика дечки мора да ја продужиме утакмицата. Пошто финале на куп нерешено, мора да се заврши. Не викам мора да заврши. Ја му викам Славе, ајде ќути, викам заврши утакмицата, мора да идеме. И таму веќе се смирило, сите си степале, си седнале у публика. Супер. Све е мирно, 2 пати 5 минути продужеци. Нерешено. 2 пати 5 минути. 10 секунди до крај свирам пробијање, контранапад, гол. Таква тепачка, му викам бегај. Сега бегај. Авион. Барем вреди ли да му се клюкнемо на хонорарот? Валјда е поголем таму или не? Парите не. Значи, парите во ракометот се смешни однос на сите други. Нема такво искуство. Точно, ова и малце, знаеш дека како адреналин джанки може да е... Дефинитивно. Кој што има луѓе скокаат со подобрани, што знам што прават, вие студите у Тунис, човек. Поготово за нас од Балканот. И после тоа не ја доврши приказната, кога заврши све тоа у гардероба и скачаме, нема никој, ни полиција, ни обезбедување, ништо. Ја и он сами. Грб со грб, некој да те заколе да те забоде. Си идеш грб со грб, пустина. Никој, сите се црвено-бели, бело-црвени, не знаеш кој. Такси и хотел. Значи никој. Нема. Тоа е едно. За да следната година судиме светско првенство во Тунис пак. Тунис, добро. А да беше светското тачно. Бевме ние, нели? Бевме тоа 2005 беше. А ова е за друго? Ова е друго. 2005 тогаш ги степа данците на полуфинале на сениорско светско првенство Франција Тунис. Тоа е тоа. А нели после такво нешто не треба да им текне на федерација да го вратат првенството таму? Не треба да им. Еве сега ги казнија да не прават 4 години првенство. Голема работа и платиле голема работа. Важно ги степале се. Да, супер. Значи 92-96, тоа значи дека се знаете колку време? Много. Ние се знаеме и пред да почнеме да судиме. Да, татко ми и мој татко му судеа заедно бивша Југославија. А вака како дуо, колку време сте Начевски Николов? 2004. Јас судев претходно со друг партнер, а иначе играв ракомет и со брат му, па не ми се оставаше ракометот за да судам, ама морав. Многу се тепав, што да правам. Ти беше прв, Јас бев прв. А сега ти враќа богот на ракометот со ова, со Тунис и со све. Богот на ракометот Свети Лазаров. Имаме една игра за вас спремна за да видиме колку добро се знаете или не се знаете. Ова ќе го направиме. Значи имате две табли, така? Добро. Вие треба без сега да си гледате еден на друг. Ја ќе ви поставам прашање, вие го пишувате одговорот и го покажувате да видиме дали е ист. Значи прво прашање е колку кучиња чува Ѓорги? Ова е интересно прашање. Од прилика, не знам. Ако така имаме, ајде да видиме вака. Значи ја не можам да ги избројам више. Над 15 кучиња, 15 до 20. Топ! Топ! Ова е добро, ова е добро. Одеме понатаму. Кој е прв натпревар заедно што сте суделе? Значи каде? Еве, не мора да е кој со кого, ама нека биде каде, во кој град ли и која година е? Ајде да видиме.
кажи кога ќе го имате. Еве го. Оп, ајде да видиме. Вика Струга 2004, Струшки турнир 2004. За сега перфектно. За сега перфектно. Ај чекај да идеме нешто потешко, да видиме вака. Еве, на пример, Славе што не јаде? Која му е најнеомилена храна, да речеме? Одма ќе ти кажем и анекдота за тоа. Љуто. Што е работа со љутото? Сега ќе ти кажем. Стално вика, не јаде љуто. И ја мислам дека глуми човекот. И викам, ајде да го искушам да пробам дали е вистина дека не јадел. Добро. И седим у Катар, обично судев му Катар, секоја година не вика по 30 дена, по еден месец судиме нивно првенство. Аха. И супер, малце работа, малце. Да. И седиме со колегите заедно и викам ќе нарачам љуто, ако праша Славе, викам дали е љуто, ќе му кажете не, викам пошто мене не ми верува. И сега он мене ме прашува. Цело време прашува, да. А мене не ми верува. Јасно, добро. Знам дека ќе ме намести, пак ме намести. И прашува колеги, вика љуто, не, вика какво љуто. Кога проба, човекот ќе ми умреше, ќе заврчеме. Ама бе човек? У болница, така да викам више не се сегувам со љуто. Срце. Што збориш, бе? Чекај, ти не дека не јадеш, ти не смееш, значи љуто да јадеш. Ама не знаевме до овој момент дека не сме. Супер! Ке загине по Катар. Халапењо! Лапај! Од љуто. Ај, ама добро, фала Богу, без проблеми, а? Фала му на една ноќ не спие. Само ама друг пат више нема зезанци. Нема зезанци. Ај. Ајде уште едно еве да речеме. Ајде не за храна, нека е. Ај сега вака. Ѓорги да речеме, која му е омилена пијачка за опуштање, така. Што нарачува за опуштање, за кафанско нешто, и така. И тоа е лесно. Ајде да видиме. Ти велиш. Чекај да видиме. Ова е интересна работа. Ој се распише човекот. Ве молам семејството на Ѓорги нека не гледа. Вино црвено, вино, машала, добро е. Има нешто. Вие да не сте заедно. Па модерни времиња се ова, Гледате 1 на 1, овозможено од Golden Art. Дом, не само стан. Ај не вие, на Македонска лига. Кој е моментот кога било најтемпераментно? Ми го спомна Вујовиќ преска. Вујовиќ, да. Сега сме другари. А што имало? Па имаше тогаш еден инцидент. Што Вујо така, незгоден. Да, више згоден него незгоден. Па имавме ние 2 недели пред таа случка. Бевме во сала. Која година е подсетина само? 2006 или 2007, така. 6-та, Вардар Металург, сигурно. Металург традиционално, добро. У тоа време по месец дена имаше се пумпаше притисок, вака, онака. Убави времиња, значи греото што ги нема да ти кажам најискрено. И покрај овие работи. И покрај овие, па и тие убави се дел од спортот, нели? Треба да ги има. Нема сега таква публика. Нема таква публика, нема такво навивање. Што се случува со Вујо? И со Вујо седиме, студевме нека утакмица и доаѓа после. А у тоа време, нели, Михајло Михајловски, директорот на Вардар, газдата на Вардар, беше председател на федерација. И ми вика, јас ти викам на тебе, више нема да судиш. Викам, мене ми викаш нема да судам. Фрлање тренерката по него публика. Почна да бега у публика, избега. И ова се дешава ситуацијата што се деши 2 недели после тоа, нели? Значи имаше. Чекај, ова што го пуштаа не е тоа или тоа? Ова е после. Ова е башка. Значи ти со Вујо историја имаш, бе, човек. Си имаме историја. Ама сега сме многу добри пријатели. Како после ова да сте пријатели, бе, гледајте? Пообично после ова пријател се станува, нели? Така? Чекај, значи тоа има момент кај што викате да ја седнеме да си решиме недоразбирање. Има и такви моменти, да. Значи спортисти на крај на денот сте. У глобала сме темпераментни луѓе, нели, по природа и убаво е тоа и да го има и тоа у спортот, нели? Си му ја звекнал некад една или не? Кратка, така? Добро. Се случува. И он е темпераментен, ама тоа е дела спортот. Да, малку повеќе од темперамент. И малце глумец, нели? Види, си има. Абе, очигледно, него гледајќи го, Червар гледајќи го, очигледно не може да си добар тренер ако не си малце играч. И ние со психологија. Во оваа сека лига ги имавме најлудите тренери од цела бивша Југославија. Значи од Лино Червар до Веселин Вујовиќ, до Вуковиќ, до Миле Исаковиќ, до Перо Милошевиќ. Од истрпи ги. Рачунај сите се тие оние што играле у металопластика, хардкор. Тоа хардкор не може да види, здрави. Да, буквално. Ми спомнавте дека баш многу не се живее од судење во ракометно. Мислам да имаш некој богат живот од ракометен судија, валјда. Значи за наши услови можеш да живееш
нормално да кажем. Меѓутоа за Ај, светски. вака, чисто пластично, знаеш, едно финале. Значи, нешто што глумците нели аспирираат најголема награда светска е Оскар. Така. Верувам дека во ракомет, финале на Европско првенство ЕХФ, нема појак напред од тоа. Така? Ова морам пример да од ти го- хонорарот, морам ти што го- може да си купите, ме Морам ти интересира. го кажам, ништо може Нема, зијам нула. достанеш. Сега ќе ти објаснам, бидам после баш финалево и таква ми е работата, работам у Бовин винарија, идам Така? кај комитентите што ни се у Тето. Идеш на нормално? Си идам на нормално, вика, браво, вика, колку пари земавте? 20.000, 30.000 евра. Викам, чулте Господ, браво. Ние за 22 дена судење, рачуне ти е 60 евра дневница. Ако не, дневница. Добро. Значи, Ама вклучувајќи... внатре е све, јадење и чудо. Јадење ти е плюс, нели? Добро. Вклучувајќи го и финалето. И финалето? И финалето. Све е вклучено, all inclusive. Ако на некој не му е јасно и доаѓаш дома 40.000 денари, сметка за струја. Да, да, И да, све да. ти е да. јасно. Само љубов. Само љубов. Само Ништо љубов, повеќе. како и све друго во Ништо животот. повеќе. Славе, ти што работиш, например? Еве, во винарија си е колегава. Јас сум у ракометна федерација, комесар на надпревари, да. Тука Ти си јас со големите? Да. Ти во винарија седи таму, крои лозјата. Не му е лошо, не. Шега. Супер, дечки. Добро, сакам за крај да ви кажам дека ни многу гордост ни направивте со тоа што бевте дел од тоа. Можевме подобро да изиграме како репрезентација, навивавме, но таков е спортот, некогаш подем, некогаш патима, но како нација ни е обелен образот, мислам дека она што го направите, посебно со последниот момент таму во последна минута што се случи, што коректно си го осудевте, мислам дека заслужувате еден голем аплауз за сето тоа, дечки. Фала многу. И нормално ви испраќаме со Good Nature чај, витаминка, исто така и Бусто, најдобрите круасани. Дами и господа, уште еднаш да ги поздравиме. Ѓорги Начевски, Славе Николов, дечки ви благодарам. Продолжуваме со нашата следна гостинка. Многу ми е кеф што е повторно во емисијата. Таа е еден од најубавите гласови што ги имаме. Антонија Гиговска! Антонија, нова песна. Нова песна. Нова песна се вика Крива сум. Не си толку крива, баш си окей. Автор е, автор е Дарко Димитров. Така е. Одлично. Но ова е интересно, за прв пат вели тексти напиша Игор Џамбазов. Игор, да, мојот тато. Што сакаш повеќе од тоа? Дарко Димитров, Ништо. Игор Џамбазов, Харевци како бенд, ја мислам дека Харевци. ова е шампионската комбинација веќе, да ти кажам. Што викаш Точно. ти? Јас сум презадоволна од нив, тие се мојот бенд. Од Дарко така. Да. Па морам да ги споменам прво нив тука се. Даре повторно да кажам нешто маестрално. Маестрото е неверојатен, само знаеш што сакам да кажам, Џамбазов ги пишува, знаеш, едни од тешките текстови, не во смисла сега некакви тешки психолошки, ама така длабоки се да. неговите текстови. Не ти беше тебе малце... Па на почетокот, страв, на каков почетокот текст ти ми даде? беше страв. На почетокот ми беше страв и бев скептик. Дали Сепак да... публиката е млада твоја. Дали знаеш. дали да отпеам песната воопшто, дали да излезе песната, дали да ја снимам или да не ја снимам. Може да Затоа се сними и да што- се чува исто. И тоа е опција. Па да, ама некако види песнава е направена уште пред година дена, можам да кажам, ја правевме за филм. Јас го пеев демото за еден српски филм. Добро. И не испадна ништо од тоа и Даре ме потсети дека кај него фиока постои една таква песна која што мора Много да се интересно. направи. А кога го пееш демото, пееш ла, веројатно, без текст. Да, Така? пеам браво. некои поетно примеси, да кажам. Аха, и чекај, тоа значи дека, пример, таков е процесот на пишување песна? Прво музика, Да. па пееме тоналитет само? Да. Прво ја правиме мелодијата. И му ја даваме на Да. Игор, пример, еве Точно, Игор, да. песна, напиши Да, текст. да. Јако. Точно. Супер. Прво правиме на. Ако е на англиски, смислуваме некој текст на англиски нешто. А му рече, без пример, на везе. Џамбазов,
сакам да има нешто вако. Не? Ништо не го. Значи, На комплет ништо не го слобода. насочив, комплетно како што он мислеше и баш и тоа сакав да Ќе ја чуеме песната на крај, ама е ремек дело, мислам стварно е супер. Така да браво Фала за ти многу. тебе, за Даре, за Джамбас. Фала ти многу. Браво, стварно. И беше придружен вокал на Тамара кога бевте во Израел на Евровизија. И сега она што се случуваше, нели си знаеме дека се случува полно работи, многу убави работи, многу интересни работи, ама некоја така тебе што ти е во памет може да ни одвоиш? Цел Израел беше со оние електрични тротинети. Да, луда работа, си ги изнајмуваш. Да. Нели? И ги оставаш после на улица. Да, и јас и Армент е шминкерот на Тамара. Така. Да го поздравиме. Армен Рамадани. Да. Така. Јас и Армент, пошто така не сме многу лесни да кажам, имаме некоја килажа. Сакавме да се качиме на ист тротинет. Пробавме да се качиме на истиот тротинет, зашто немаше уште еден за мене. Пробавме да се качиме. А имаше еден само, значи? Да, не тргна тротинетот. О, леле. Добро. Не тргна тротинетот. И погоди што се случи, јас одав по него пешки. Добро, ма веројатно он Не, возеше каже- премногу споро. Не, тоа си оди, не кај споро. Он Нема така? Или јас по вози или него. не вози? Да, он Па- вози, јас по него. Ти практично, значи, си трчкала малтене. Одам. Низ Израел, А по он, него. а он вика, ја не се стимнувам од тротинетот, нема шанса, вика. Мене ми е мерак, јас ќе го возам. И така, јас цел Ама Израел. затоа, после цел Израел трчање, се качивте двајцата и тргна. Не тргна. И овие со овие, значи, од двајца на тротинет немојте. Не е толку безбедно, не ради килажа, не е безбедно. Ради килажа е повеќе. Али нека е и ради килажа. Сакаш да правиш изненадувања, така ти е кејф да си правиш интересно просто. Така, во секој Па кога невијат. како, да. И сега со твојот дечко Иван, Да. Иван е исто пеач на Либеро бенд, имаш направено едно изненадување скоро што е баш така добро изненадување за едно машко. Викаш? Ај кажи го што е, па Ајде. нека проценат луѓето. Што му направи? Па, он знаеше дека ќе одиме во Истанбул. Ние воопшто... Онака на патување? Да, Истанбул, онака. Пред да тргнеме, ден пред да тргнеме, ајде вечерта, се пакуваме све, он знае дека ќе одиме за Истанбул. И гледа временска прогноза, и ја бе ладно е да земеме јак ние до друга, у Рим, топло, фул. Добро. Викам, добро, викам, уживај, гледај ти, викам, Ама вие одите во земи се Истанбул? све. Да, ние одиме во Истанбул. Добро, кај што е ладно. Да. Добро. Ќе одиме за Истанбул, добро, све е спремно. Јас не можам понатака да лажам, дали да му кажам во Истанбул или не, зашто на картите пишува Скопје Истанбул, Истанбул Рим. Може ќе ми издаде некој на аеродром. Ај викам ќе му кажам на аеродром. Стигаме на Рим, јас му кажувам, носев дрес Тоти. Добро. позади, Пошто он е заљубен во Рома. Значи фан на Рома. На Рома Јувентус го однесов. Да. Ти така. Он заљубен Калчо, во Рома. серија, Рома, Јуве. Да. Ти му викаш идеме во Истанбул. Да. И Јас му surprise. викам- Да, ја му викам одиме во Истанбул, стигаме на аеродром, јас облакам мицата, под мене имаше Тоти? дрес Тоти. Он се уште не сваќа дека ние одиме на Рома Јувентус или на некој такмица, он знае дека јас го носам во Рим. И сега он вика, вика, Рим. ме зезна, не е Да. Истанбул, Риме. Он вика Рим. И го зима телефонот и вика, бе, зашо не ми кажа кога има таквица и застана. Бе, Рома Јувентус игра. Му светна? Да, викам, и карти има за Рома Јувентус. Браво. Не, мислам дека се тресаш. Вако беше цел. Сега притисокот е на негова страна. Треба да врати нешто. Што ќе а? направи? Па не знам, ја мислам Па дека не треба да се потруди. Па. Што викаш? Викам ја многу изненадување. Подобро нека не ми изненадува. Па ништо, гајле ти. Уживај. Слушаш, уживај. А како се, знаеш, како ви е историјава, не знам, се знаете скоро, одамна се знаете? Се знаеме одамна, повеќе по колегијална линија. Брат ми игра со него фудбал, од тој Океј. поглед повеќе се знам со него. А што е најтрагично, ме внесуваше на журки во дискотеки кога немав лична карта. И ми ја пееше лична карта празна. Фантастично. Сега. Значи сега, одлично, браво. Значи ти си недоволно возрастна за да влагаш во диско. Да. И во Не, ситуации да. кога не те пуштаат, те внесува практично Кога не ме тој. пуштаа, да, сега веќе можам, пошто имам 19 години, сега можам. Да се ама надевам дека не те кога- внесува се уште, онака. можам. Може со мене. Ела злато. Сега можам, сега е супер све. Инаку на свадба започна све. Јас
Бев повикана на една свадба да отпеам фати првата Биден песна. Мајерот, а? Е пев ти си тој што ме тера да се Ау, враќам. супер, добра песна, да. Да, и за танце е добра. И да, може да свириме. Што ме тера да... Ќе ја фатиш? Абе, сите ги фаќаш, бе. Ти свириш изгледа и дома. Ајде да видиме. Ти си тој, толку добро, јас се сваќам. Го рушиш секој љубовен зид. Моите соништа, твои патишта. Одиме рефрен. Ова срце најдалек, ке те љубам еден век. Секој ден, секој час, да те гледам, да те милувам јас. Влего без никаков грев во твојот свет. Жаре. Вај, премногу те сакам, за тебе се видела, ме чуваш ко да си ангел мој. Ангел мој, те најдов тебе љубов моја, сигурна сум веќе ти си тој. И како да не се стопи после Како? вакво нешто? Он ми пееше пратеч. Ако гледаше кога пеевте, си правевте така? Да, Ма, он ми пиеше нормално. верувај. Така. Како Силви и Бенд. Силви Бенд, де? И добро, тоа е супер. Со кого најмногу комуницираш, предпоставувам оне на прво место или не? Па да, Она како он мајка најмногу, ми. најмногу. Добро? Шминкерот Даниел. Оп, добро. Чекај се. Имаме една идеја, ако прифатиш. Дај да видиме последни пораки од него, од мајка ти и од шминкерот. Бидејќи тие со кои што највеќе комуницираш. Да видиме што е последно. Да видиме. Без криење. Ајде, еве прво од него. Така, Виберче, отвори го полицаецот. Сериозно полицаец има главче полицаец, така и е пишан. Добре. Што вика последно? Што е муаветот? Ај порачи. Еве, вака вика. Еве, јас ќе бидам Иван, а ти биди... себе си биди си самата. Тонија. Да, ајде да видиме. Ајде да го играме на TikTok, сакаш, Мило? Што мори да играме? Па види го бре ова на TikTok, сакаш? Ајде играј си го ти со среќа. И тука следите, молам. Да, и она го моли и тогаш они праќа гифче дека прифаќа и ќе го правите. И ништо, нека видат на TikTok за што се работи. Кол. Ајде да видиме мајка ти. Јас ќе бидам мајка ти. Чекај да видиме. Вака од овде одиме? Да. За јадење да ти пржам. Не, право ќе одам на кај Даниел, нека ми донесе све таму тато после. Ќе се чуеме. Не ми се Така смеи пише. бе, 6:15 кај Даниел. Те разбрав, шефице. Ги строи. И сега Даниел е шминкерот всушност. Тој е Даниел. Ајде да видиме на Даниел муаветот што е. Гледате 1 на 1, овозможено од Витаминка. Свет на вкусови. Пази, жити се да не си со Кармина Зави, хихи, love you, и јас имам крвно сродство и повеќе личам со Аријана, ти не личиш. Добро, вистина. Јас немам Види, си го имате муаветот, ви гледам дека си се забавувате со поприлично многу селфиња. Јас немам потреба, кис. Кисче му праќа. И он пак ми праќа слика. Да, и Ми што е пишува, ова? ха-ха-ха, ај гуле, авлечка. Шо е па сега тоа? Гуле, ашкам. Ајде, не знам за што се работи, што? Демек се сакаме? Се сакаме, само љубов. Само љубов. Уште нешто да не... Не бе, доста е. Освен ако сакаш да покажеш од чичко ти таци нешто. Ова е, значи, ја не го знаев до сега. Да. Кога ме спрема, значи, појма немав таци, всушност, нашиот таци од бендот.
Да ти бил чичко на Антонија. Да. И што е поинтересно да сте малтене немале ни појма до скоро. Да, точно. Точно да пред... Како до 5 дознавте, година. Антонија? Па, знам дека татко ми и баба ми се заправиле некој муабет со кој почнав да свирам, со кој бенд почнав да ме прати и така натака и знам дека татко ми го спомна како Таци. Баба ми вика, бе, тој Таци да не е Трајко, прашај. Аха. И вика, вика ке прашам, ми прашува стварно Трајко. Тој ти ја вика чичко на Антонија. А појма немаше ни титац? Не, нема шанс. Види, мал е светот. Скопје па помало. Да, точно. Ама, Да. не, она што е вистина без зезање е дека имаш уште еден многу познат роднина. Као ултра познат. Да. Кој е? Као многу познат роднина? Кири Лазаров. Кире Лазаров. И Фичо, да. Од кај па се тоа? Трети брат од Чеди. Да, ми се допаѓа што мораше да рече и Фичо. И Фичо, Знаеш, сепак нормално. да не се осети заборавени Филип. И Фичо. Бидејќи сепак и тој е познат. Да, нормално. Вистина е, така Да, е, така е, да. завоња. Од каде ова се објасни? Па ние сме трети, татко ми и татко му се втори. Супер. И знам дека по... Ова барем одамна го знаеш, се надевам. Да. Не го дозна скоро. По баба-дедовска линија сме. Во секој случај е интересно да се имаат вакви луѓе, посебно ваков музички гени како Таце, а бога ми човек како Кире не за друго, за совети. Па, Бидејќи да. не знаеш каков добар совет можеш да добиеш. Точно. Кире има проживеано што све не во светот, не Точно. дека спортов и музиката се преслични, но во некои работи во животот Успешен си, ќе ти се најде 100%. Сигурно. Да, би сакала и мене да ми е Кире роднина. Но. Таци, јас и ти сме роднини всушност. Но откриеме. Антонија, ќе те поздравиме со нормално Good Nature, чаевите најдобри, со витаминка, полно подароци и Баш со сега, најдобрите гласам на најдобрите круасани од Густо. Дечки, подсетување уште еднаш дека новото од Антонија го имаме веќе на YouTube, актуелно, активно си е, се вика Крива сум. Значи, екстремно добра екипа, Дарко Димитров, Игор Џамбазов, Антонија Гиговска, ќе си го видите и видеото, а ние сега ќе го чуеме тоа во живо. И препоставувам прв пат вака јавно во живо. Прв пат. И многу ми е мило што токму кај тебе во емисија. Ти срце, многу се љубиме, фала ти. Фала и на тебе. Антонија Гиговска и Гуру Харе Бенд, дечки! Имам уши оставени на суша, допир како магла, гласен шепот и неми раце. Имам срце, но дали имам душа? Тивко пе, тивко небото боли, преболи, љубов тука си и после се плачи, сплачи, крива сум и малку ми е. Боли, преболи, љубов тука си и после се плачи, сплачи, крива сум и малку ми е. Како можев да не мислам на утре, во заборав да фрлам приказна без крај, само наша.